се дадовме на јуриш, цела бригада, и на едно место гледам еден фетвебел како ми се предава и во тој момент клекнува. Клекнува, а го вади од пиштоло санжеро, го пика во джепо, а пиштоло му седи, санжеро му седи под колено, а пиштоло како да нема ништо. И јас му велам стани, тој неки да стани. Му го земам пиштоло, вика зошто ти е пиштоло кога немам санжер, мене санжеро ми загина. Пикам во джепо, има еден санжер. И му викам го натопорив шмајзеру, му викам стани, рацете горе, и кога гледам санжеро под коленото. Тој мислеше оти, ако не му го земам пиштоло, во моменто да го клаи санжеро, мене да ме отепа. И така го врзав јас и го одведов во штабо. И му го предадов пиштоло во штабо. Помина неколку дена, другар апостолски повторно ми го врате. Ми рече, ти го заробе и вјаве ти го пиштоло. Во селото Лавци Битолско, надвиснато над падините на Баба планина, во една печалбарска куќа на крајот од селото, во семејството на Ицо и Менка Бафтирови, во 1923 година се роди Лена Ташкова. Животот го започна како и сите сиромашни дечиња од селото без да знае дека тој ја предодредил да ја сврзе со револуцијата. Во 21 година татко ми си дојде од Америка. И тога и почна направи куќа. Да направи оваа куќата што ја имаме сега. Во 23 година се родив јас во селото Лавци. И така многу се радувале што има дете, дека толку време биле разделени со мајка ми. Биле 15 години разделени со мајка ми и кога си дојде тој и после јас кога сум се родила, се израдвал татко ми многу. Живеел од кога сум се родила јас многу малку, 6 месеци. И замил повторно во Америка на печалба. Останваме јас и мајка ми. И растам јас со мајка ми. Мајка ми беше така способна жена, што да не осетам јас оти немам татко тука. Јас бев повесела од сите деца. И татко ми бараше во секое писмо, сеќе речеше да ми ја пуштиш Лена колкава е порасната.
Мајка ми сликаше на неколку пати годишно да ме пушти во Америка, да ме види татко. И наравно тој од радост ни пушташе поќе пари. Мајка ми сама да се бореше со имањето. Сега нормално и јас доста работев да допринесам. Иако бев малечка, ојдов на школу. Со другари од малата. Тога имаше многу деца, по 4 деца од куќа. Кога почнав на школу да одам, јас како ученичка бев добра, вака, солидна. Учител ни беше Тошо Даскал. Имавме 2 учителки, едната се викаше Десанка Комарчевич, едната се викаше Христина. 2 генерации што бевме ние од Тошо и од овие 2 учителки, многу одскокнувавме од другите. Такви ни беа учителите. Посебно Тошо. Мојата учителка секогаш ќе доаше ке мајка ми, му велеше кога ќе заврши да ме пуштат на гимназија да продолжи. Тогашните села, тогашните деца, таквите услови што немаше да се издржава некој. И немав другари со кого и другарки да се запишам и останав пак в село. Продолжувам со овие сега селска работа. Колку што можев. Работавме со мајка ми. Па одев кај комшиите, нешто да му помогнеме во нивјето, па да ни дојдат и тие на помош. Уште од тие младешки денови пред војната, Лена почна се повеќе да се интересира за напредното комунистичко движење. Честопати можеше да се забележи со друштво на напредни другари и другарки од селото. Особено ја заинтересираа пропагандните излети што ги правеа битолските скоевци и членовите на партијата над нивното село, на кои се зборуваше за престојните настани и за борбата против фашизмот, која беше на повидок. За тие денови Лена раскажува. Кога поднарастев и јас, и почна Анка, жена на Тошо Даскало, таа да работи со нас, да не припрема. Ама ние како млади, уште деца, можам да речам, не сваќавме многу тоа. Озбилно. Ќе ни читаше некои брошури, некои книги така, ќе ни зборваше. 39-та година, 40-та, од Битола, другари на Тошо и на Томе Ангелевски, идеја во нашето село на излет. Кои се мешавме и ние. Цилта нина беше за да не прихватат, придобијат и нас. Тогаш јас имав 15 години. Тогаш и запознавме Стив Наумов, Лилјана Чаловска, некои од еврејчињата што идеја. И доста другари, не можам да се сетам. Одевме, гледавме како тие пеа песни, напредни песни. Во почетокот на 41-та, работата со селската младина во селото и покрај опасноста што се чувствуваше насекаде, продолжи со поголем замав. Во такво антифашистичко расположение, со патриотски дух и социјалистичка мисла, Лена ја дочека и капитулацијата на Стара Југославија. После капитулацијата на бившата Југославија, доваѓањето на бугарски окупатор, другарката Анка, учителка на Тошо Даскало жена, член на партија, таа почна со младината од селото да работи. Оформе васпитна група. Во таа васпитна група бев и јас. Формираше и Скојевска група. Во Скојевската група бев и јас. Почнавме на состанците да се зборува шо поќе да организираме по младината, да си формираме васпитни групи, од тие групи да прераснат во Скојевски групи. Се сторија 3 Скојевски групи. Формиравме Скојевско езгро. Го раководеше другарката Анка, после заминувањето незино го превзедов јас. Со ваквата активност моја,
Уште 41 година станувам член на партија. Кога ми саопштија да сум член на партија, таа радост не можам да ја докажам со зборови. И си зедов да задатак, оти сега ова е поозбилно и секоја задача која ќе морам јас да ја вршам. И се поставе во куќата наша да дојде илегалец. Тој беше таќи даскал. Дојде во селото наше и кој го префрлија во куќата кај нас. Да беше и мајка ми тоа организирана, запозната со овие работи. И останува таќи кај нас подолго време. Одржавам сега врски со партиската ќелија во Лавци, а последно со Тошо даскал. Ме праќа и во Битола. Во 41 година, од Прилепскиот одред, дојдоја кај нас во нашето село, а кои се префрлија во куќата кај нас, Платник, Оцката, Мара Јосифовска, сестра на Кузман и еден друг. Останаја подолго време. Дури беја тие, идеше Мирче Ацев на sastanak подржаваше и на еден ден престојуваше и заменуваше за Битола. Има дојдено Кузман Јосифовски. Се разбира, тука присуствуваше и Тошо даскало и членоите на партија. Нивната куќа беше главната илегална база во селото. Во неа се донесуваа важни решенија за движењето, се дочекуваа и се испраќаа пораки, многубројни курири, илегалци и оттаму со пушка во рака се одеше во партизани. Во движењето се опфаќаше се поголем број на младинки и младенци. Тоа се должеше на упорното објаснување и работењето на членовите на Комунистичката партија и на големата организаторска способност на таки даскалот, чија оддана соработничка му беше Лена Ташкова, која држеше главната врска и курирската мрежа во селото. Таква беше нејзината неуморна активност се до нејзиното паѓање в затвор. Тешки денови беа тоа, вели Лена. Од 42 година, април месец, не провале еден илегалец. Почна претрес, голем претрес. Газа е на скривницата. Ама не успеа да ја најдам. Не зема со мајка, ми излегаме во дворо. Имавме едно дрво во дворо. Гледаме, седи тој врзан. Јас му викам, леле, на мајка ми. А мајка ми вели, оти тако комитка беше. Ќути, не знам ништо. Не го познавам јас овој. А мене ми вели, слушај се, ако нешто признаеш, исто ќе те врзат како него и ќе те носат од куќа во куќа, ако не ти е стран признаш. А прво па што ќе откажам од университет. И одиме, ме затворија во участок. И не зема ја да не се слушава. И тогаш мајка ми оти рече, не го познавам, во мојата куќа ова ѓупче не е дојдено. И со кунда команаја и на мајка ми кичмата му е скршија. И многу мајка ми беше тепана, а исто и јас. Бевме тепани, ама не признавме. Ама сега почна сумлива нашата куќа. Куќата сумлива, ние сумливи, некако досега шо јас врвев слободно ни селото, додам од една куќа во друга и да однесам писма и во градо. Се почна, пошто имавме во селото пост и војниците почна и тие да не пратат. Имавме шпиони во Лавци, како Павтаро и други некои приврзаници на Павтаро. Почнаја да пазат као име шо одиме. Пошто бевме сумливи и ни кладо еден шумар, кој требаше да види кој иди кај нас, за да кажува кој иди кај нас, кој влегува. Арнома, ние не се плашевме на тоа, пак успевавме да
идат партизани и легалци кај нас. Еден случај можам да кажам, кога беше Сермен Ванчо Прке. Седнавме во оваа одеја, ручавме, јас, мајка ми и Сермен. Во тој момент иди Шумаро, ропнува на вратата, а нашата врата е со патент и дурне се отвори однатре, не може никој да влези. И Шумаро да провери влега првен во одајата. Во тој момент, кога разбравме ние од иди Шумаро, го склонавме Сермен. А Сермен си е забора капата на оджако. На капата петокрака и значката од Гоце Делчев. И Шумаро влегува и ние видовме со мајка ми капата и мајка ми брзо му дава да од јадењето, вели, ајде касни, малку, и во моментот јас ја земам капата, а Сермен готов со пиштоло вика, оти капата ја заборе да не стани некоја такан. И кога влегувам јас, му ја однесов капата и тој вика, одма се сетив и чекам на готов со пиштоло да не почне нешто Шумаро. А Шумаро ништо не издае за целото. Лена, побогата со уште едно револуционерно искуство, ја продолжува својата започната дејност, не плашејќи се од непријателот. Таа е неуморна и непрекинливо во движење. Прима инструкции, дава забелешки, испраќа и дочекува партизани и курири, го омасовува движењето. И така, во еден забревтан револуционерен полет, вршејќи ја својата револуционерна должност, предадена од шпиуни, повторно паѓа в затвор. За тие, може би најмачни денови од незиниот револуционерен животен пат, Лена Ташкова ни говори. Во полицијата ме кладое коден во еден ќош и дојде областниот началник и агенто Асен. Прво без прашање ме фатија за косата, која уште имам тука, слабо. Ми искорнаја и со моторите не донесоја овде во селото, во куќа кај мене. Почнаа да вршат претреси. Извршија претреси, Арногма ние имавме 2 скривници тука и таквите работи ги чувавме во скривниците. И не најдоја ништо. Само имаше еден мантил од татко ми, од Америка, и го зедоја. Мајка ми почна да му вика, гледате вие оти ова какво писмо е, оти не е од тука, на шумкарите е. И ме зедоја мене во затвор. Останав доста време во затвор. Во затворо многу ме тепаја, многу ме измачуваја. Ќе ме тепаја и ќе ме фрлеја како стока на земја и ме потурва со вода. Пикни ме во една столица празна, во столицата и кофа со вода ноците да ми оттечат. Ме врзуваја на еден стап и рацете и нозете ќе почне да ме вртат. Ќе ме вртеја и ќе ме пуштеја. На неколку дури бе во затворо, секоја вечер ме тепаја. И не може ништо од мене да извлечат. Една вечер толку многу силно ме тепа, што не можев на нозе да застана. Ме зедоја 2 агенти, ме фрлија во собота кај што лежи. Во полноќ дојде еден агент од криминалната и ми даде само вода. После почна со то тепање да си продолжат. Алекс Андреевски
од село Брусник, исто бевме заедно, едниот во едниот ќош, другиот во другиот ќош. Него го стављае на струја. Јас си мислев оти е полесното. Кога почна и мене да ме ставља со таков метод на струја, видов да е и то многу тешко. На Алексо му предлагам, му велам, Алексо, мене сега ќе ме отепатие. За мене живот нема. Јас ќе бегам. Алексо беше исто така многу тепан и рацете не може да ги движи од тепање. Успев некако да влезам во една соба. Го замолив полицајо, оти ќе се чистам од вошките. Полицајо одвај, кога и Алексо му рече, па пушти го чупето, нака влези во собата. Ајде побрго, ти сега убаво ќе те проштат во 11 сато. Јас бев оперисан од слепо црево. Имав завој од Американ, така целото бев изврзан. А по целските работи имав цивилно, како да кажем, градска облекла. А згора ми беше селската облека. Е слекам селската, останувам по фустан. Го вадам завојо. Го вадам завојо и врзвам за џамо, пошто на џамо немаше железа. А тој џам беше на улицата. И го врзав завојо, за она што се отвора на пенџерата, и почнувам да се пуштам. Од вториот кат, кога почнав да се пуштам, дојдов до вториот, ми се скина завој. Ми се скина завој и ногата ми удре во џаму. И таму имаше во долниот спрат еден уфрлен бугарски ученик, како да е комунист, а уствари да слуша нашите затвореници што ќе зборува. Кога паднав јас, од каршија ме виде една жена, презимето Фундали, и ја му викам, кај да одам сега, од многу тепана. И та ми вели, мене продолжи, кога ти успе од нините зверства да избегаш, продолжи си тука, оти прво што ќе дојдат да претресва бугарите, ќе дојдат кај нас. Почнав да бегам ки старата болница нагоре. Од многу тепана, по пато и стално пајав. Оди, падни. Оди, падни. Стигнав до една пријателка на мајка ми, турчинка, името Шефки, се префрлив преку авлија и му влегов кај незе. Кога ме виде таја, почна да плачи и јас му кажувам некако да ме спасиш. Ми дава турски алишча со фередже, соблекувам јас и заминувам. Идам во селото моје кај мајка ми. Му ропам, мајка ми во моментот не отворе, мислеше да не бугарите му прат некоја така замка. Ми го слушна гласо и дојде ми отворе. Да не ја уплаша мајка ми, пошто јас единица, јас и мајка ми бевме, му велам, оти доста побегнавме од затворот, не му кажа само јас. И мајка ми не успе ништо поќе со мене, прибидејќи тргнаја бугарите, почнале прво да вика и да пука таму, мислеја да не нападна партизаните, а не самата јас да избегам. И да вика, тражете женска со бели дрехи. Кога изслушнавме ние моторите да идат тугаре, и мајка ми ме вади низ другата врата, не од главната врата, него ли тогај пондила ни беше, низ пондилата, само ми даде едно рало чорапи
И успе само да ме баци во една јасура. И ми рече, камо ти очи, таму ти глас, само да не падниш, пак и овие зверови. Кога стигнав ке Мијалица, Мијалица ме поврзва со партиската ќелија од Канино и другарите ме префрлија, ми дадоја врска и јас стигнав во одредо Гоце Делчев. Кога стигнав таму, тогај се спасив, реков сега, од тероро на бугарската полиција и агентите. Во партизанските одреди и бригади ја продолжи својата неуморна активност, само сега со пушка во рака и во првите редови. Кој не ја знае Лена Лавчанката? Кој не слушнал за Нада и нејзините подвизи со борците и другарите од одредот Гоце Делчев, од баталјонот Стив Наумов, од првата македонска Косовска бригада, третата и седмата македонска бригада? Со гордост раскажува Лена епизоди од тие славни дни. И топла солза ќе ја капне при тоа за загинатите другари и другарки. Сакам да кажам како загина мојата другарка. Вера беше многу храбра. Во еден случај, бугарите ни отворија едно бела крпа, како да се предава. Истрчавме заедно Васо Шилјо, јас и Вера. Кога наближавме ние, и тие почнаа на место да се предава, кај нас почнаа ни отворија оган. А Вера е ранија во срцето. Како е ранија, викаше, кај шо паднав јас за да се кријам, мислеше Вера да оти и загинав јаска. Пошто ние многу живеевме со Вера, и таа почна вика Надо, Надо по мене. И тогаш Вера е ранија. Тешко беше ранета, носевме Вера на носила. Неколку дена. И после Вера ни умре. А случајна Вера кога умре, умираше со моите зборови. Моето име. Надо, 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 и така Вера умре. Нашиот батальон се врате, Стив Наумов од Куманово на Кожув планина. На Кожув планина се формираше седмата бригада. Заминавме со седмата бригада, јас бев на еден батальон заменик на комесар. Задатокот беше да ги расчистиме теренот на Кајмакчалан од бугарските постои. Имам еден случај во една борба која се борев со еден бугарски војник на превала, прелага ме зеде, се предава, а од друга страна, кога стигнав до него и одма ми ја сврте пушката кон мене. Само почнавме, ми ја сврте пушката и ме фате за шмајзер. Почнаме тука да се бориме. И меѓу време другарите дадоја од повисоко место глас, вика држи се Надо, а мене партизанското име ми е Нада. И почнавме така да се бориме и тој кој слушна од другарите гласо, се сврте само е крена глата и тога јас му го опалив шмајзеро и го отепав бугарине. А имам еден други случај, шо овој шмајзер, кога го јас заробив, то беше во Кратово. Во Кратово имавме ние од бригадата на неколку задачи на места кој и како да ја определен. Нашиот батальон беше определен во школото, кој бе таму цел пук војници во школото.
Тие фрла по нас со бомби, ние фрламе во ним, пука тие, пукаме ние, а никако не може до вечерта, никако не можехме да ни се предадат. Еден нивни оди со трчање на помош и го носи овој шмајзер. И во самото пукање не се знае од која страна тој е отепан. Падна, тој го фрле шмајзерот и тука е малку интересно. Како сега да дојдам јас до овој шмајзер, кога му падна на тој непријател? Ако дам јас да го земам, ќе падни, ќе ме отепа и мене. А ми имаше еден тел во близина на една куќа, го трешвам тело, направам една, како, така, свиткано, го пуштам тело на ќошо скриена и го мокнам и така дојдов до овој шмајзер. Ослободувањето Лена го дочека во својата 7-ма бригада, со дигната глава и со гордост, за својата храброст и пожртвуваност, за револуционерното дело. Лена ја красат многоубројни ордени и медали, меѓу кои секако е најсветла партизанската споменица од 1941 година. Денес старата семејна куќа во село Лавци ги чува спомените за револуцијата. Многобројните ордени, трите партизански споменици 1941 за неа, за мајка и Менка, кој вдахна револуционерност и полет, за сопругот Вангел Нечевски Тунелот, кој е носител на орденот Народен херој на Југославија, се најдобар доказ и патоказ како се чува родната грудка. Втората половина на 1942 година се запознав со Тунело, дојде од партизани во една куќа, кој ме повика таму, ми донесе писмо од одредба. И прв пат тогаш се видовме и се запознавме. Од тогаш почна Тунело да иди како курир шо понабрзо и се стретнуваме и вршиме задачите. Во партизани исто се најдовме, заедно бевме и на една акција. И све до ослободувањето се стретнуваме. После ослободувањето исто така како другари се стретнувавме. И го сакав јас Тунело како и другите другари што го сакаја, ко борец, храбер. И кога Тунело ми предложи мене за да ме земи, јас му викам како Тунел, ние многу живееме како другари, како можам сега јас да ти бидам жена? И така се зедовме уште во 45-та година. Се регистриравме во Белград, пошто Тунело беше на школа. Ни се родва првото дете, Верче, во Битол. Заминуваме во Скопје на служба, двајцата во УДБА. Работиме таму во 50-та година, се роѓа сино Мичко. Живеевме до 53-та година во Скопје, дојдовме во Битол. Тунело си остана во УДБА, јас се префрлив во внатрешни. Па, ево сега кај што гледате, имаме сна, имаме внука, кој го носи моето име, ја сакаме многу, а исто и таа ме сака. Нас ни е многу убаво. Не само нас, и на целата земја, благодарејќи на нашата партија и на другарот Тито, што водеше таква политика да живееме вака ние. И се надеваме, и како што е, да младината нема да откажи од пато наш и на другарот Тито.